Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Неплодност значи неможност за зачнување по природен пат или пак да се изнесе бременоста до крај. Се проценува дека 10 до 15% од партнерските двојки во светот се соочуваат со некаква форма на стерилитет во репродуктивниот период. Во последните години се повеќе парови бараат третман за овој проблем. За вонтелесното оплодување, денеска во телма амбуланта ќе зборуваме со доктор Слободан Лазаревски, гинеколог акушер од Оделот за асистирана репродукција во Аџибадем, Систина. Тој учествувал и во инвитро процедурите со успешен епилог е нашата прва гостинка, Ана Шутиновска, радиоводителка. Таа ќе раскаже незината борба за мајчинството. Стартуваме веднаш по джинглот. Нашата прва гостинка во студиото на Телма излезе како победник во борбата за мајчинството. Таа е мајка на 2,5-годишно синче, а во моментот е во 9-тиот месец од бременоста и двете бременности се резултат на вонтелесно оплодување. Добар ден. Добар ден, Марија. Ана Шутиновска, здраво. Здраво. Како си? Супер и удобно не сме се виделе и некако баш природно и убаво се чувствувам тука. Ти благодарам на поканата. Ана, твојата борба за мајчинството започна пред 3-4 години, ако не се лажам. 2019 година, поточно 2018 беше диагностициран проблемот. Колку време се обидуваше да забремениш и кога свати дека постои проблем? Се обидувавме некаде, да речеме, 1 година од прилика, за да имаме потомство. Меѓутоа не безуспешни беа обидите и потоа решивме нормално да побараме стручна помош, која што во овој случај и на наша голема среќа таа стручна помош имаме дома. Всушност, доктор Лазаревски, вие свекор, тоа е татко на мојот сопругот. Да. Се размислувавте ли во прв момент со сопругот дали да се обратите кај свекорот со оглед на тоа дека постојат роднински релации, нели велат гинекологот да не е пријател, да не е роднина и слично? Во секој случај не е пријатно кога треба да се обратите кај вашиот свекор за да ја изнесете проблематиката во однос на бременоста која што не се случува. Меѓутоа од друга страна чувството дека сте во сигурни раце и дека го имате најдобриот дома, беше некако неприродно па да одиме кај некој друг доктор, затоа што најдобриот си го имате дома. Тоа е голема предност. Апсолутно голема предност и со самото тоа влева многу голема надеж и многу голема доверба дека процесот на крај што и да се случува, дека ќе резултира со успех, како што беше и првиот, еве и вториот случај. Успеавте во ординацијата да воспоставите однос пациент-доктор? Дента се сеќавам кога требаше да одам на преглед, воопшто не ми беше пријатно, нормално бидејќи се работи за мојот свекор, нормално дека не е пријатно да бидете на преглед во неговата ординација. Меѓутоа, целта дека практично целта ги оправдува средствата, така што нели беше сосема известно дека кога ќе влеземе во амбуланта, дека тука завршуваат сите релации фамилиарни кои што ги имаме дома и нормално дека односот е доктор, како што нели нормално професионално и беше. Така што доктор Лазаревски во тој момент на еден обичен ехо преглед го диагностицираше проблемот кој што години наназад никој не го забележал. Никој не го забележал. Каков проблем беше? Моите јајцеводи беа целосно атрофирани, така што беа тотално вон функција. Што мене ми дојде како многу чудна вест, бидејќи ако за нешто сум внимавала во текот на мојот живот, било тоа да имам редовни гинеколошки прегледи и ПАП тестови. Значи не е дека не сум одела на гинеколог, меѓутоа никој до тогаш не забележал дека има некаков проблем, особено со јајцеводите. Докторот тоа го забележа на првиот преглед, потоа следуваа дополнителни испитувања како ХСГ и така натаму, каде што се утврди всушност она што тој го кажа на самиот почеток. И тоа толку сериозен проблем што морал оперативно да се реши. Да, значи мораше да се извадат јајцеводите и во тој случај беше известно дека
и првата и секоја наредна бременост што ќе сакам да ја така. имам понатаму, значи ќе мора да биде вонтелесна. Значи немаше шанси за Апсолутно природно не. зачнување после оваа операција. Колку време после операцијата дојде одлуката дека треба да се започнат инвитро процедурите? Операцијата беше некаде во ноември 2018, првото инвитро го направи во март 2019 година, меѓутоа бидејќи се друго беше во ред, во однос на јајници, матка и така натаму, решивме да одиме на природен циклус, тоа значи без дополнителна стимулација. Без хормонска терапија? Без хормонска терапија, туку со природна продукција. И тоа, значи првото инвитро, така го направивме, беше се супер додека го добивме резултатот дека е негативно. Бидејќи се оди на природна стимулација, нема потреба да се чека 6 месеци како што е со обично, мислам со регуларно инвитро. И со самото тоа направивме во текот на 2019 година 3 инвитра на природен циклус кои што беа сосема неуспешни. Не очекувавте, предпоставам, таков апсолутно инвитро? не, затоа што се друго си беше во најдобар ред. Како беше чувството? Многу тешко. Искрено ви кажам, тоа е еден ролер костер на емоции, затоа што прво не очекувате дека не очекувате дека ќе има проблем, затоа што проблемот е диагностициран, е тргнат, решен. И понатаму веќе очекувате дека се ќе оди полесно, ако ништо друго. Меѓутоа станува збор за еден процес кој што емотивно жената, независно партнерите секако заеднички го доживуваат, меѓутоа жената е таа која што го носи целото бреме на целата таа ситуација, без разлика што партнерот е тука за поддршка, помош и така натаму, меѓутоа жената е таа која што го преживува сето тоа. Така што беше 2019 прилично тешка година, емотивно ќе кажам за мене, затоа што беше еден неуспех, па уште еден неуспех, па уште еден неуспех. Се јавува ли тогаш страв по трансферот на ембриот и оне период на чекање на резултатот? Не, тоа се пеколни 2 недели, да. 2 недели се чека, 2 недели значи? се чека од трансферот до резултатот кој што треба да го добиете, и секоја жена која што поминува низ тој процес ќе ви каже дека тоа се најтешките 2 недели, затоа што се обидувате да бидете релаксирани, се обидувате да не размислувате на тоа, ама просто некаде во задниот дел на главата ви стои тоа. Работи. И цело време си размислувате, па добро, а што ако сум, а што ако не сум? А добро, ако не сум во ред, ќе пробаме пак. Ама ако сум, ќе биде супер. И цело време е таков еден, баш ќе се навратам на ролер костер на емоции, кој што едноставно не ве остава на мира додека не го добиете резултатот, независно дали е негативен или позитивен. Во мојот случај 3 беа негативни и 4-тото решивме заеднички со докторот да го направиме да биде класично инвитро со стимулација дополнителна. На тоа правевте некакви испитувања во меѓувреме, зошто се тие 3 неуспешни? Јас мислам дека немаше нешто што не испитавме и благодарение па на тоа си открив и одредени генетски малформации кои што постојат во мојата фамилија, кои што јас сум носител, на кои што треба да обрнам внимание понатаму во подоцнежната фаза. Генетски анализи си направивте? И тоа плюс, значи во целиот тој процес, затоа што едноставно сакавме да испитаме се за да исклучиме дека нешто можеби, не знам, недостасува, нешто сме промакнали, иако мислам докторот за тоа е темелен и нема шанси да му промакне нешто, меѓутоа нели испитувате се што може да ви падне на памет. И потоа како следуваше одлуката да се направи поинаков пристап со хормонска терапија? Па затоа што имавме 3 неуспешни. Жените се плашат од тоа, од хормонската терапија. Меѓутоа знаете како кога ќе чувствуваше ти некаква непријатност? Па и да и не, тоа беше декември месец 2019 година кога јас решив да земам и цел месец пауза од работа, бидејќи ми беше важно да се посветам, а да не ја делам енергијата. Да одам на работа, да имам и обврски, сакав ова да ми биде баш фокусот. И така што си земав време за себе, затоа сум бескрено благодарна на целиот тим на Антена 5 радио за целото разбирање во особено таа година. И така што тогаш почнав и ја примав хормонската терапија, да видиме како ќе реагирам. Очекував некакви осцилации хормонски, нели, да има
проблем и слично, меѓутоа немаше. За моја среќа стварно навистина убаво помина целиот тој процес. Потоа извадивме добри 7 јајцеклетки. Повеќе беа јајцеклетки, меѓутоа 7 се одлично се оплодија како ембриони, од кои што 2 вративме и 5 замрзнавме за понатаму. Така. Од тие 2, едниот е Бобо. С кој што сега има 2,5 години. Сега има 2,5 години, да, значи позитивната вест ја добив некаде почеток на јануари, мислам дека беше, да. Претпоставам најсреќен момент во животот. Па многу беше интересно затоа што и вака кога зборувам со жени кои што поминуваат низ процесот, многу е важно да се каже дека истите симптоми ги имате и кога останувате, нели, очекувате бременост, ама и кога треба да ја го добиете, да, периодот. Така што беше исто, јас дури прокрварев во моментот кога требаше да ја добиам менструацијата по календар. И тоа беше уште едно големо разочарување, векам сега ете и на стимулација и пак не бива. И тогаш мојот сопруг ми вика, ајде, вика, ќе одиме сега, ќе направиме од крв, нели? И да ја решиме работава, има, нема, да не се мислиш. И јас целосно бев разочарана, ма отидов во лабораторија и од таму ми се уват, ајде сега да частиш. Викам како? Бидејќи јас цело време овој пат неочекувано. Тотално неочекувано, бидејќи прокрварев. Тоа сакам да кажам дека е многу важно да не схрабруваат луѓето доколку забележат крв. Ако забележат такви работи, дека не секогаш се работи за неуспешно инвитро, треба да се почека, да се направи испитување во лабораторија и да се од таму да ви кажат официјално да или не. И како тичеше потоа бременоста? Нормално, се беше во ред? Да, се беше во ред. Мислам, јас нормално бев на патолошка бременост, бидејќи беше комплицирано на почетокот, беа вратени 2 ембриони, едниот беше тој кој што природно се чистеше практично и во рок од некои 3 месеци траеше тоа чистење, а другиот ембрион се развиваше сосема нормално. Потоа од 4-тиот месец веќе можев малце да дишам послободно и целата бременост ја истерав до крај како што треба и Бобо се роди на 18 август. По природен пат? По природен пат, да. По природен пат, бидејќи бременоста ми ја водеше и тогаш и сега доктор Гордана Петровска. И она беше решена, јас бев многу уплашена, јас ми се века царство мина многу полесно, не можам тоа да раѓам природно, ми е страф и така натаму. Но докторката беше решена, рече, додека нема потреба, гледам дека е се во ред и крлицата ти е добра и се, додека нема потреба, нема да одиш на царски. И навистина завршив и многу лесно, за неколку сати добив болки, многу лесно, многу брзо се заврши. Се и само се надевам дека со второ исто така добро ќе поминам. Јас се надевам дека ќе биде лесно. Кое беше чувството кога прв пат го земавте вашето синче во раце? Па не, мислам како и секоја мајка нормално кога во моментот ќе стане мајка, тоа е чувство кое што, не знам, некако не се опишува. Буквално како е светот да застана во еден момент и сега бура на емоции, затоа што конечно сте успеале во нешто за кое што овде па и дополнително се трудите, многу повеќе. Така што не мислам, посакувам само секоја жена која што поминува низ еден таков процес да си го доживее што е можно поскоро. Гледаме сега фотографии, доктор Лазаревски го држи своето внуче во раце. По 2 години одлучивте дека сакате да имате уште едно дете, повторно се обративте кај вашиот свекор. Се разбира, да. Ми беше идејата, нас ни беше идејата всушност да не биде прво голема разлика, не сакав и мене годините веќе ми се. На која возраст? Значи сега имам 39, така? Што значи следната година сега за нели веќе ќе влезам во 40-та година и тоа беше сосема и повеќе од доволно чекање. Така што да, малце ќе биде рок-н-рол со тодлер и со бебе, ама сега тоа е што е. Второто бебе е зачнато со еден од забремените, од замрзнатите ембриони. Да. Значи Кој пат трансфер на еден само ембрион се направи или на два? Само еден трансфер, да, бидејќи тогаш мислам телото си е подготвено, нема потреба за нешто што веќе поминала една бременост, не било многу долго од едната до другата бременост, така што некако е сосема подготвено телото и решивме да вратиме само еден ембрион за да не бидат 2 нормално, бидејќи не сум подготвена со близнаци и тодлер. Значи тоа ќе биде премногу.
Имате се уште замрзнати ембриони? Да, имаме. Може би понатаму. Да, ова беше многу имале полесно. можности за уште една бременост. Тешко. Да бидам искрена. Делот никогаш не вели никогаш. Никогаш не вели никогаш, да, мислам не е баш така пријатно да се каже не, меѓутоа мислам си ги годините си сакам и да се посветам на децата убаво како што треба. Уште една бременост тешко. Така што не знам, меѓутоа има 4 се уште кои што се замрзнати, па ќе видиме, здрави. Блиско е терминот за порадување. Кој датум е? 30 јануари е крајниот термин. Да. И како изгледа сега? Притисокот е тука, присутен, стравот од породувањето? Па не, сега сум далеко порелаксирана. Значи во секој поглед во оваа бременост, иако на почетокот првите 3 месеци, дури и трансферот кога го правевме, бидејќи исто беше на природен циклус без никаква дополнителна стимулација, бев сосема опуштена, некако ми беше јасно дека ќе биде овој пат и дека нема да има никаков проблем и навистина така испадна. Велат и психолошката состојба на жената во тие моменти е многу важна. Најважна. Затоа е многу важна поддршката, значи на жени кои што поминуваат низ процесот на инвитро фертилизација да си ја најдат соодветната поддршка, независно дали таа ќе биде од дома, дали ќе биде со стручно лице и така натаму, затоа што емотивно исцрпува целиот тој процес. И навистина треба да имате еден силен мајндсет и да бидете сосема подготвени дека следува борба, дека е многу супер да биде таа борба решена со првиот обид, меѓутоа многу ретки се тие приказни кои што завршуваат така со првиот обид. Јас не бев подготвена дека ќе биде четврто поредни. Мислев, окей, првото добро, второто сигурно ќе го биде и ме фати малку неспремна. Криза. Морам да признам. Втората бременост значи тече најнормално? Најнормално, значи првите месеци ми беа малце покомплицирани, споредени со првата бременост. Така. Меѓутоа сега си тече се најнормално, еве не сум ни многу поправена. Морам да дадам комплименти. Преубава трудница си. Фала многу. На со Бобо овој период бев страшно многу поправена. Ама со второто е, не знам, бидејќи фокусот сега не е само на оваа бременост, значи нормално дома има дете кое што е хиперактивно, на кое што му треба целото внимание, го зазема целиот простор домашен, така што немам јас време толку многу да размислувам за оваа бременост. Нормално ги следам контролите, правам се што треба да се боцкам со клексани од почеток до крај и тоа е тоа. Значи се друго си оди по некој природен пат и е супер сега за сега. Што би им препорачале на оние жени кои што се борат со неплодноста, кои што им предстојат инвитро процедури или пак имаат неколку неуспешни обиди за вонтелесно оплодување? Сакам само да препорачам дека процесот е тежок, дека се работи за нешто кое што треба да бидете подготвени и емотивно и психички да го издржите и физички се разбира, меѓутоа затоа што се бризгуваат хормони и тоа знае да направи страшен дисбаланс. Меѓутоа има светлина на крајот на тунелот. Значи мора да се биде позитивен. Кога влегувате во овој процес, или влегувајте 100% целосно, или со пола, ај ќе видиме, ај бива сега, ај можеби не, нема успех. Мора да сте не зборувам да се обседнете со тоа. Таман работата е друга крајност. Меѓутоа да имате една позитивна мисла дека на крајот се ќе се заврши добро и се завршува добро. Ви треба добар човек, стручно лице до вас, нормално доктор кој што ќе ве води и ви треба систем за поддршка. Да, велат многу е важно да одберете доктор најважно на кој што му верувате. Ви имавте голема среќа во вашиот сопруг во оваа приказна. Да го имате најдобриот покрај себе. Најдобриот покрај себе и никако лесно се чувствувате кога можете да му се обратите за се нешто, за секоја промена, за се. Имавте многу прашања, му звоневте? Па да. Мислам да на почетокот, а ова сега што е, а ова вака, сега мрда. Добро ли е што мрда? Да не е многу рано, да не е многу доцна. Мислам такви некои прашања за првата бременост, за втората не ни дискутираме на таа тема, меѓутоа
Најважно е да си одберете вистински доктор. Тоа е најважно. И да му верувате 100%. Нема успех поинаку. Бидете подготвени за една тешка борба, која што на крајот секогаш резултира со успех. И да не се обесхрабруваат, тоа е најважно. Ана, ти посакувам лесно породување. Благодарам многу. И многу убави денови. Благодарам. Заедно со вашите дечиња. Следното ќе биде керкичка. Да, следното е керкичка, ова е девојче, малце не фати исто така неподготвени, бидејќи јас цел живот се замислував себе си како машка мајка, како мајка на машки деца. И првото кога узнавме полот дека е машко, јас и длабоко во себе знаев дека е син. И знаевме дека ќе се вика Бобан, нормално крстен е по дедото, бидејќи сакавме со тоа да ја заокружиме целата убава приказна. Меѓутоа сега со девојче малце посакував, не дека не, бидејќи убаво е керкичка во секој случај, меѓутоа така се збунив кога ги добив резултатите дека е девојче. И така немав ни име до крај, ни не знам што. Сега имате име? Па да, сакам. Како ќе се вика? Сакаме да се вика Софија. Преубав. Да. Фала многу, Мари. Фала ти на тебе уште еднаш што ја сподели твојата борба со мајчинството, а во продолжение на емисијата ќе зборуваме за вонтелесното оплодување, токму со доктор Лазаревски. Партнерските двојки што сакаат да имаат деца, а не успеваат во тоа, имаат многу прашања поврзани со инвитро процедури, односно со вонтелесното оплодување. Сите овие прашања ќе ги упатиме на вториот гостин во студиото на Телма, почитуваниот доктор Слободан Лазаревски, гинеколог акушер од одделот за асистирана репродукција во Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Навистина ми е драго што сте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, голем поздрав и да се разбира и до гледачите на Телма телевизија. Велат, докторе, дека не е едноставно ако емоциите навлезат во професионалниот живот. Како вие се справивте со тоа? Ја слушнавме пред малку приказната на Ана дека вие како свекор всушност учествувавте во инвитро процедурите. Добро, тука треба да се направи мала дистинкција, нели? Прво, едната страна е што како доктор, како воопште медицинско лице, како и сите, прочем, доктори во сите специјалности, треба да имаат една емпатија и, мислам, еден однос со пациентот, да го разберат проблемот. И јас често викам дека секој доктор прво треба да отиде од другата страна на бариерата, да легне како болен во тој истиот кревет кај што ги лечи пациентите, да го лекува тој истиот тим, да јаде истата храна, да го помине тој пат, па да види на вистина што поминуваат пациентите, да знае тој како да се однесе према нив. Мислам дека тоа е основа на секое медицинско лице. А ова е веќе и нешто друго, мислам. Ана ми е сна и се разбира, тоа е исто како да имам ќерка. Јас секојаш сум сакал две ќерки да имам и Ана исто така ми е блиска како и собствената ќерка. И се разбира дека тука треба се прави таа разлика, овдека е многу потешко. Патот е сепак секој ден сме заедно, гледаме сите, проаѓам ни сите многу по емотивно ги поминував тие тој пат до успехот. Бидејќи имаше 3 неуспешни инвитра, како се чувствувавте? Вие решававте нешливи случаи и сега имаше ли момент кога си велевте зарем е можно ова да се случи? Не можам да го опишам тоа и мислам може да ме свати сега некој што бил во моја ситуација, кога знаете дека сте помогнали на илјадници парови, безнадежни приказни. Неверојатно, све беше во ред, све иде добро, одлично на постапката. Како што треба по протокол, матката одлична, ембрионите добри, нема успех. Ајде првиот пат, вториот пат исто нешто беше, нека биохимиска бременност, ама упорни бевме. Мислам тоа чувство дека кај своје не успева, нешто. Али па од друга страна многу ми помогна мене да баш ради тие причини да им на некој начин да ги советувам и пациентите дека стварно вербата во докторот и вербата дека ќе успее, како што кажа Ана, е клучна и многу примери да кажам така кај пациенти навистина можеби некојаш повеќе ќе се измачат, некојаш брзо оди. Јас имам многу пациенти што воопшто не можам ни да ги препознавам. Они ќе дојдат со ваучер од фондот,
ќе се видиме првиот пат, уште 2-3 пати во текот на постапката, ќе останат бремени, ако не се и од Скопје, може и воопшто веќе да не ги видам, нити ќе ги познам. Од друга страна има пациенти кои со години запознале, така? Скоро имав еден случај на многу блиска пациентка, кој веќе сме ние блиски, пошто нели се гледаме 2-3-4 години, кој имаше така една интересна приказна, репродуктивна, со една болест која е така, но честа кај жените, кај не е јасно изразена, со неколку операции, една ендометриоза, со млада девојка, штетување на јајните, таа е во суштина бенигна болест, меѓутоа е штета. Пробавме еднаш, 2 пати, 3 пати, остана бремена, па имаше спонтан, па имаше некои проблеми во другата бременост и на крај, после 7-миот обид, заврши среќно, се породи пред неколку дена и така. Мислам, тие пациенти ми се... Да, тие пациенти ми се предизвик, за разлика од овие првие што ќе провеат тамо тука низ ординацијата и низ салата, овие се навистина предизвик. И во вашиот приватен случај, значи, вие се помачивте, значи имаше таква приказни, вашето внуче, прво, всушност го доби името по вас, Бобан. Да, јас не знаев, они ме викнаа после, јас кога се породи, ме викнаа, отидов да видам дали е се ред, се разбира, чисто онака да го видам внукот и се повлеков, има пошто е работа, нели, и после пак ме викнаа, нешто сака да ти кажам, знаеш каде. И тогаш не знаевме, наистина, не знаевме. Така, приубав гист. Да. Така. И втората многу полесно беше, веќе со замрзнати. Вие го биравте ембрионот? Па не, и тука има една приказна. Добра, ајде, веќе го се отворивме и таа ќе ја кажеме. Целата оваа работа и гужва што ја имам на работа, и сега треба да го вратиме ембрионот на природен циклус, меѓутоа точно онолку дена од овулацијата колку што е замрзнат. Ако е замрзнат третиот ден од овулација го враќаме, нели? Детектираме овулација, така. Ако е замрзнат петиот ден, Токаш петиот, така. И сега кај Јана беа замрзнати петиот ден ембрионите, и јас не знам зашто, мислам, ете и за своје, секогаш човек не може така да се концентрира све на работа. Јас мисле дека треба да го вратиме од четврток, а тоа било петок. И јас се организирам да го одмрзнам цебале, пошто он треба да се одмрзне и неколку часа да биде во инкубатор за да се освежи, да почне да како да кажам, да дише, нели, да живее, и тогаш го враќам. И проаѓа 12 сати, а нема да се чудам што, и се јавам на кај си, викам, вика, јас сум на козметичар, не знам. Тако треба да утре треба да се, викам, што правиме се? Он може да се замрзне, ама пак се замрзнат, не е баш. И што направивте, што одлучивте? Ништо, тој го замрзнав и другиот ден друг одмрзнав. А друг одмрзнав. Гледа, тоа е судбина. Така, точно, судбина. Значи, една личност што требало да се развие и да биде, е сосема друга него нашето првично сметавме. Ете, мислам, нашата работа е таква. Она што викаат ект, like God, yes, God, човек, функција на Господ да делува. Кога создавате на некој начин живот и малку и делувате така. И еве таа случајност, јас многу се изнервирав, викам пак еве само за мене правам вакви грешки така, ама во друга страна испаднува што е, па и поготово што сакам да е внука. Тоа може би не беше. Ете, така требало да биде, да има внука. Интересна приказна секој случај, меѓутоа моите соработници знаат колку бев нервозен, колку бев под притисок. Кога го дознав тоа дека го утнав денот, а не немаше шанси тој да го вратиме. Значи нема шанси еден ден. Мора точно за да успее, пошто матката, односно ендометриумот во матката, она лигавица што ја прифати, што го храни ембрионот првите 2-3 недели пред да се развие крвотокот, таа има свој прозорец, кој викаме. Тој е имплантациони прозорец. И во зависност кој ден, секој овие вториот до петиот ден е тоа, значи во зависност кога е замрзнат, односно кој ден е замрзнат, тогаш и го враќаме. Пошто таа трансформација на ендометриумот настапува кога настапува овулацијата. Ние кога ви вадиме јајните клетки, тоа всушност е овулација. Овулација.
Така да, ако ние го замрзнеме петиот ден, не можеме да го вратиме вториот или третиот. Мора точно петиот ден. Па дури има некои нови испитувања што сте да ги прават, дури и сатите се битни, значи плюс минус 6 сата после. И така. Значи на многу работи треба да се внимава. Многу, да, многу. И тоа е така. Ете, за себе човек најмалце која треба да го. И вот така, ali еве убаво сретна заврши, мислам, оваа казната така. Тоа е. Докторе, а што е со шансите за бременост кога станува збор за замрзнат ембрион или не замрзнат, значи веднаш оплоден? Кои се шансите за бременување во првиот и вториот случај? Има ли тука разлики? Тоа е одлично прашање, поготово сега е доста модерно и прашуваат пациентите. Значи нема никаква разлика. Дури можеби е подобро да се врати замрзнат ембрион ако жената има нормални циклуси и овулација. Зошто? Затоа што се враќа во природен циклус. Значи све што се случува во организмот, промените во матката, воопшто хормоните и се природни. Затоа и има клиники кои работат на тој принцип фризол, значи сите ги замрзнуваат и после по еден ембрион враќаат на замрзнат циклус. Јас не го оправдавам тоа, пациентка поминала низ целата оваа процедура, која не е наивна, да се разбереме, тоа е хормонски шок на организмот, прима јака стимулација, со сите оние пропратни нели тегови од таа стимулација. Понатаму тоа е инвазивна метода, ние вадиме со игла јајни клетки, може да дојде до крварење, до некои други компликации, хиперстимулации, така и сега цел тој пат го поминала и сака да го реализира баш тој циклус тоа. Правени се статистики, успехот е потполно ист и од замрзнати и од свежи вратени ембриони. Значи нема никаква разлика, поготово со новиот начин на криопрезервација, на замрзнување, витрификација, преживуваат сите квалитетни јајни клетки и сите квалитетни ембриони. Значи, колку време може да бидат замрзнати ембрионите? Па, може колку сакате на таа температура и на тој начин, пошто таа витрификација правите, ја одземате целата вода, само цврстата материја од ембрионот се замрзнува и онда се хидрира при одмрзнувањето, така да нема оштетување. Со slow freezing, тоа порано што беше, постоја опасност од формирање на кристали внатре, кои ја убиваа јајната клетка и уопште клетките во ембрионот. А сега со овој начин нема никакво оштетување. Законот наш дозволува 5 години и додатно уште 5 години. Инаку можете вие да ги чувате со годините. Имаше некои примери од, ако не се лажам, во 80 замрзнат ембрион, па сега дониран. Тоа, меѓутоа нема опредување, се разбира, жената кога ќе го врати после тие 10 години, мислам. Во некои земји ги донираат по тоа ембрионите, па да, некои ги донираат и ние не сме имале тук таков случај да ги донираме, пошто ги донираме треба согласно со двајцата родители на тој ембрион, меѓутоа не е само тоа. Кога доаѓа нормален пар кај нас, не мора да се во брак, меѓутоа како пар, ние не бараме дополнителни генетски испитувања и така. Бараме оние основните испитувања што треба да ги има, да нема инфекции некои, да нема некои други промени што ќе влијат на процесот, меѓутоа не бараме додатни. А ако сега веќе сака да ги донираат, треба да ги викнеме и двајцата и да направиме комплетни генетски, ако имаат здрави деца, таков е законот, мора комплетни генетски испитувања на двајцата да им направиме за хромозомопати, за некои таласеми, така најчестите генетски болести во Македонија, како и плюс додатни анализи, за да може да се сложат. И тоа е доста комплициран процес, така да досега не сме имали. Не сте имале нешто такво. А докторе, во однос на тоа дали инвитро процедурата ќе направите жена на која што претходно е дадена хормонска терапија или нема да ја дадете воопшто, како одлучувате што е најдобро? Бидејќи споменавте не се едноставни хормонските терапии, па и носат одредени ризици. Па видите, тоа зависи од многу фактори. Пред секоја млада девојка, пред се треба да видиме дали има индикација за инвитро. Да ги потрошиме сите претходни модуси, да речеме, на терапија. Некогаш е доволно да се направи со страни некој проблем како ендометриозата со лапароскопија, некогаш е доволно некоја аномалија на матка и други проблеми на матка со страна со хистероскопија. Меѓутоа, некогаш е доволно само да подобриме спермограмот или инсеминација да направиме или пак да
комбинација од различни работи, кај некои пациенти нема овулација, едноставно се постигнува овулација. Ако се тоа потрошиме или ако имаме апсолутна индикација за оваа асистирана репродукција, тогаш кај младите девојки ја секогаш им препорачувам да се побидаме на природен циклус. Кај оние што имаат редовни циклуси и така. Значи, извадиме една клетка, ако е квалитетна, ќе се оплоди, да го вратиме и одличен резултат, има одлични успеси. Сега, тука има еден, јас секогаш им велам тоа да се стрпливи, оти може и постои моменти каде што може би јајната клетка не е квалитетна, може би тој циклус е празен фоликулот, може би баш и нема да има овулација тој циклус, може би ембрионот нема да е квалитетен, друго е вие 10 ембриона, па не се сите из квалитет, ги вратите најдобрите. И да се малце стрпливи, може би 2 или 3 циклуса да поминат и ќе го постигнеме резултатот. Инаку со стимулацијата добиваме повеќе ембриони, можеме да вратиме најквалитетните, ако се повеќето квалитетни, може да ги замрзнеме, вака како во овој случај, нели? Така да репродукцијата се зголемува неколкократно со стимулирањето. Сега си носи опасности, нели, некои стимулирање, поготово кај одреден вид на пациенти. Може пред време да влизат во менопауза или да се исцрпат сите резерви на јајце клетки, ризик за карциноми. Се разбира, едното и другото прашање се интересни, но се разбира ги интересираат гледачите. Видите, отприлике колку овулации, да не кажам са 100% е сигурно, меѓутоа овулациите го одредуваат и репродуктивниот живот на жената. Нормално е жената да има 10 до 13 овулации годишно. Сега, ние ако правиме со една стимулација 13 јајни клетки, значи ние автоматски тие овулации што се за оваа година сме ги потрошиле. Така да, на некој начин, честите овие обиди стимулирани циклуси на инвитро, повеќе од 6-7 обиди, сигурно дека за година-две, можда и повеќе го скратуваат репродуктивниот живот на жената, односно менопаузата, ако генетски е одредена да биде на 45 години, може да ја скратиме на 42. Што е тоа? Што се однесува до карциномите, за карциномот на јајници се сметаше порано дека има некој влијание овие овулации, чести стимулации, меѓутоа сега тоа не е во случај. Има опасност само кај жени што имаат склоност на карцином на дојка, а посебно ако веќе некои почетни форми на карцином на дојка, кои не се диагностицирани, ова ќе го разбукта, тоа ќе го убрза процесот. Се разбира и самата бременост која има многу хормони, многу естрогени, уште повеќе ќе го разбукта тој процес на карцином. Колку време по вонтелесното плодување инвитро процедурата може да се направи тест за бременост? Значи, вака, ако е трансферот петиот ден, веќе после 7 дена, 6-7 дена може да се направи. Ако е третиот, после 10 дена. Па може и прекурина. Ќе даде? Да, ќе даде. Ако се близнаци, дури и порано. Да, пошто се почести, нели, близнаци. Така, претпоставам дека тоа е едно од клучите прашања што ви го поставуваат, доколку е линијата на тестот бледа, дали значи бремено, сега доколку не е сигурен тој тест, со урината... Не, сигурни се. Сигурни се? Сигурни. Не може ништо друго да биде осем бременост и многу ретки тумори на јајници да го покажат тој тест. Ниједен друг. Тој хормон е специфичен за бременост. И само бременост или репродуктивни тумори на јајници кои се исклучително ретки може да покажат позитивен тест. Докторе, имате ли никаква анализа колку успешни приказни има во вашата кариера? Имаме и статистика, не ја знам точно, ама ние сигурно имаме околу 5000 дечиња родени до сега, нашата установа, мислам, од овие 21 година колку го работиме ова. Се зголемува, почетокот немавме толку циклуси, сега е околу, заедно со природните циклуси, негде околу 1000 циклуси годишно, просечно. Ние имаме еден проблем, мислам тоа не ние, сите светски центри го имаат тој проблем, што жените све покасно. Тоа ми беше следното прашање, до која возраст прикувате да изведувате инвитро оплодување? Видите, нашиот закон, таков како што е, иако
ние кога правевме законов одредивме да има една горна граница 45 години, меѓутоа нашиот закон у тоа време некои од овие женски не знам тие групи го паднаа на уставен суд, тоа така да нема ограничување. И ако прво не е само жената вика има менструации, еве и хормоните ми се добри, све. Меѓутоа, вие и да имате 10 јајници на 45 години, дали едно од нив ќе биде квалитетна или не едно. И тие старите јајната клетка не е како кај мажите сперматозоидите. Може да има мутации во нејзе. Тоа е суштината, мутации се. Они ембрион ќе створат. Дури ембрионот може многу да изгледа. Меѓутоа, ако му направите генетско испитување на ембрионот, пошто можеме и тоа да го направиме, нели? Ќе видиме дека сите ембриони се со хромозомопатија, а 99% од ембрионите со хромозомопатија, па и Даун синдром, не успеваат во бременост. Некој ќе се протне као бременост, ама 99% не успеваат. И затоа е неуспехот таков. Мислам дека мора да има некоја си граница. Нашите анализи, светски анализи, јапанците излегува се на огромна студија дека над 45 години за прво дете збориме, за примарен стерилитет, немале они ни една бременост. Огромна студија со илјадници жени. Така да треба малце да бидеме тука. Јас се обидувам да им објаснам на жените. Но желбата за родителство понекогаш е преголема. Да, секаде доаѓаат, те слушне, можеби некоја пријателка останала и така. Сега, фала Богу, имаме можност и тие да се парови да се реализираат како родители, се разбира, донации на јајни клетки има и тоа со добро го работиме. Нашиот закон дозволува тоа веќе од 2008 година, значи 14 години успешно го работиме тоа. Многу пациенти имаме од соседните земји, посебно од Србија, Хрватска, па и Словенија и Босна, веќе се повеќе, Црна Гора. Така да многу имаме тие пациенти. Кај нив е забрането се уште, нема закон, така да они кај нас. Поради тоа доаѓаат. Да, тука доаѓаат, веќе и Хрватска се направи некоја многу интересна, дури чудно ми е една линија фактички на пациенти. Дури нивниот завод за здравствено осигурување ги, кој ќе прашаат, ги упатува кај нас. Кој донира јајцеклетки има кај нас? Жени кои што сака да бидат донори или се од странство? Банка. Многу е тешко вие да... Прво законот е дециден, стои... Може, донор треба да е непознат, значи непознат, не се знае, да биде таков, да дарува од алтруистички поводи и така. И сега видите, треба таа жена да помине, обично млади треба да се по правилникот под 36 години, помине низ оваа процедура која не е нормална, нели да даде јајни клетки, друго е маж да даде сперматозиди. И тоа е една тешка процедура. И сега тука алтруизам. Јас сум имал пациенти и некои што не ми е пациент, ама еве доаѓа за тоа, и тоа не ги исполнува условите. Или е возрастна жена над 40 години, или нема добри јајни клетки, односно хормоните не се добри. Така да се снојаат, жените носат најчесто сестри, најчесто сестра или пријателка. И сега е смешно тоа кога добиваме дозвола, пошто за донациите, за такви работи, значи донации на јајни клетки, сперматозоиди и ембриони, треба дозвола од Министерството за здравство, да се видат дали се исполнети условите. Тие пациенти, донорот и реципиентот треба да поминат психолошко советување, правно советување, нели кој е родител, кој нема право на родителство и така, и да бидат на со нотарски изјави, со тоа што тој што дава, не пишува дека ги дава за тој пациент, но мора да напише дека ги дава на таа установа за користење на било кој пациент. Сега се разбира, сестри се из генетски материјал, и некако се провлекува тоа. Мислам, законот има дупка, па се влекува баш под тие некако. Али тие се поретки затоа што сега со новиот начин што ви го објаснив на замрзување на јајни клетки, постојат, порано немаше, сега постојат банки во свет. И ние имаме договор со една банка од Украина и веќе таму ги земате. Прво имавме договор со една банка од Лвов,
па после склучиме договор со една банка од Киев и соработка ни е фантастична. До сега имам одлично искуство, многу бремени пациентки. Сега ради објективната ситуација таа е преселена со сите овие крио контейнери, преселена е во Словачка. И навистина кога ќе видите вие што све содржи, кои све испитувања и кои све податоци ги има за донорката, тоа е фасцинантно, една книга од 20 страни може да се види. Со сите податоци кои што се неопходни. Не само испитувања, тоа што се млади, кои имаат едно или две деца и тоа е неверојатно што работеле дедо и прадедо и па децата, што па склоности, па што музика слуша, па не знам како, па што сакала да биде, што е и така. Мислам стварно се и испитувањата се дојде, сега не сме имале ни еден проблем со тоа. Така да и тоа е една опција, една можност. Опција која навистина го зголемува репродуктивниот потенцијал кај жената. Јас и после тие ми се пак пациентки, ја не гледам никаква разлика и неверојатно уште една исто су го применил тоа и кај донорите на сперматозоиди, односно реципиентите. Веројатно е децава колку личат на мајкава или во другиот случај на таткова, дали тоа се префрла нешто, не знам да има нешто или начинот на живот феноменално. Или ги бираат па такви, нели има опис какви се што се. Како што споминавте цела книга, така. Докторе, многу ви благодарам за вашето денешно гостување на оваа тема, што ја раскажавте меѓу другото вашата приватно професионална приказна, да се отвориме до крај. Се надевам дека повторно ќе дојдете во студиото на Телма, бидејќи оваа тема за вонтелесно оплодување на вистина широка. Остана милион прашања неодговорени. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Пријатно.